Почитувани пријатели на Плоштад, добродојдовте на YouTube каналот на Плоштад Прес. Моето име е Маријан Петрушевски. Денеска стартува нов подкаст во Кумановскиот етар, без пардон. Мој прв гостин е Благојче Јакимовиќ, советник во Совет на општина Куманово. Благојче, добре дојде и благодарам што ја прифати поканата да бидеш наш прв гостин. Добро дојдов, добро најдов што викаат кумановчани. Ми е чест и огромно задоволство на нешто што е ново во Куманово, што вие сакате да го презентирате и направите да биде најгледано и најдобро за сите нас. Благодарност до вас како главен и одговорен ударник на ова издание. Се надевам дека ќе имаме плодна дискусија и дека ќе се представиме во целост без пардон за кумановчани и кумановчанки. Види, интервјуто го правиме неколку дена после големиот македонски празник 8 септември. Јас ќе ве вратам за почеток од времето на првите парламентарни избори во Македонија. Тогаш политичките партии во Македонија излегува со различити политички слогани. Имаше Македонија нема време за чекање, Македонија на македонците и така и слични изборни слогани. Меѓутоа една мала партија, Лигата за демократија, излезе со изборен слоган Македонија пристојно место за живење. Тогаш тоа на сите не излегува. Ти сме, можеме на ти или на ви се едно е. Приближно иста генерација сме. Јас и вие сме приближно иста генерација, добро се сеќаваме на тоа време. Тогаш тоа Македонија пристојно место за живење ни помина онака тихо, некако него ни приметивме. Не само според моje мислење, туку мислам дека и според мислење на огромно мнозинство од граѓани на Македонија, денес ни се чини тоа како недостижен идеал. Како ние дека никогаш нема од Македонија да направиме пристојно место за живење. Еве за почеток би ве прашал кога Македонија ќе стане пристојно место за живење? Од што треба да почнеме? Што треба да направиме? Кога ќе дојде тој фамозен ресет? Кога ќе почне да функционираат работите во држава како треба? Повелите. Благодарам на прашањето, почитуван Маријан. Мислам дека 35 години македонскиот народ е заложник на една политичка гарнитура од политичари кои што само ветува, а ништо не праве. Ако се вратиме наназад како вие што кажавте од самите почетоци на формирање на оваа убава држава, на оваа убава парче земја, еден од позаслужните, можеби најзаслужниот е покојниот председател Киро Глигоров, успеа да ни направи да имаме држава. Но за жал политичките партии од типот на Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО ДПМН и ред други не дозволија или не сака едноставно да дадат едно видување, да граѓаните осетат онаа што го има у таа претходна држава. Ние и ден денеска се наоѓаме во еден период каде што нас системот не ни чини. За да го смениме системот треба да почнеме Мислите сами на да она црно-бело? Гледам и вие спомнавте големите политички партии како да ги обвинивте само ВМРО ДПМН и СДСМ, помалите кои Сите политички партии во овој момент се кривци. Добро. Зошто е тоа така? Македонија мора да стане една изборна единица. Македонија мора да има отворени листи. Македонија мора да има цензус. Дали тоа ќе биде како што е во Србија со 3% или 1%, мора граѓаните да имаат избор и да бираат за луѓе кои што имаат тежина во оваа држава. Да има луѓе кои што ќе се бираат не без пардон, него со лице. Мора да покажеме дека тука ќе ми дозволите само малку да ве прекинам околу изборниот модел. Јас кога би можел да бирам, јас би го вратил изборниот модел од 98 година, ако се сеќавате, кога беше комбиниран. Кога имаше пропорционална листа во која, ајде не кажем дека беше измислена да може политичката елита да влезе во собрание, меѓутоа ние во Куманово биравме 6 пратеника во 6 изборни единици. Мислам дека на таков начин и малку ќе се направи тоа решето да може да излезат малку поквалитетни луѓе на површина, бидејќи вака со овие пропорционалниот модел ти може да ставиш ја као име и презиме како носител, а после него може да бидат и на добитни позиции и на оние подол луѓе кои немаат некоја политичка тежина. Затоа имаме ние и
парламент кој е гласачка машинерија, а немаш индивидуи кои може слободно да кажат чека ова не ти гласа. Видете, Повеќе. ние сакаме да покажеме. Ние како нова социјалдемократска партија, каде што припаѓам јас, Добро. побаравме во неколку наврати во Републичкиот парламент да биде една изборна единица, да има право да се отважи секоја политичка партија. Погледнете што се случува сега на овие локални избори. Ни се случи да Уставниот суд укине една одредба од законот и на крајот со 2 подписа да може да се кандидира кој сака, како сака и зошто да се кандидира. Од кои причини велам дека политичките партии треба да бидат рамноправни? Ако е донесен законот за финансирање на политички партии, зошто да не овозможиме секоја политичка партија да излезе самостојно на избори? Кој во тој момент мисли дека двете политички партии кои што доминираат во општеството, дека и на тие избори ќе освојат најмногу пратеници и на тие избори дека ќе освојат најголем број на гласови? Зошто не се одважат најголемите политички партии во државата да го донесат изборниот закон по предлог дали на отворени листи со право на избор, ако може да видиме едно Косово има право на избор да заокружат за личност. Предпоставувам тука можеби ќе биде во прашање доведен и мојот лидер на политичка партија, како носител на таа политичка опција, доколку некој од локално ниво има и е препознаен меѓу граѓаните, донесе поголем број на гласови за таа политичка опција, зошто тој да не стане пратен? Така. Тоа како и вие што го тврдите, ако некој носител да, ако вториот и третиот и четвртиот и петиот имат поголема тежина, зошто да не бидат тие подоминантни во дали во Советот, дали во парламентот на Република Македонија? Океј. Додиме сега на она што е главна тема, не само во Куманово, туку и во целата држава. Тоа е и главната причина што се одлучив да ве поканам вас да бидете мој прв гостин. Целата година бевте еден од најактивните во Советот на општина Куманово. Може слободно да кажам дека сте еден од најжестоките критичари на актуелниот градоначелник Максим Димитриевски. Да тргнеме од тоа. Ваше видување на неговите 4 плюс 4 години владење со Куманово. Доколку ми дозволите на ова ваше Се ќе ви прашање, дозвола, ова е без пардон подкаст, само ќе повикам и од нивна страна, значи на се што ќе вие кажете овде, јас ќе пратам абер до градоначалникот или на некој од знам да кажам повели во подкаст без пардон да кажете што мислите за обвинувањата и коментарите уште на еднаш за вас пофални зборови, за ваква храброст во ова време да се стартува со еден ваков подкаст и секоја чест и благодарност до вас и за поканата и за начинот за кој што вие одлучивте да препознаете лице кое што, нели, ова е прва емисија, јас се надевам дека ќе биде најгледана емисија. Не затоа зашто е Благој Чекимовиќ ваш гост, но познавајќи го и вашето новинарство по искуство и некои мои политички ставови кои што се актуелни во самиот град Куманово, дека ќе дадеме добар интерес и ќе ја задржиме мислата на кумановчани и кумановчанки да бидеме најгледана емисија. Во најавата многу добро кажавте, почитувам Маријан, дека не сум ја критичар и дека сакам да критикувам. Тоа кумановчани го препознаваат на еден вид, како што кажавте и вие, 4 плюс 4 години. Максим Димитриевски во првите 4 години му дадов подршка како советник од коалицијата предводена за живот во Куманово. Верував во една идеја дека ние како млади луѓе, бидејќи тогаш остваривме резултат за паметење во Куманово, со победа во прв круг и со најмногу број на советници освоени од советничката листа за живот во Куманово, каде што имавме апсолутно освоено и мнозинство, дури се доведувавме у ситуација дали имаме потреба од коалиционен партнер, но нели за да демократијата биде успешна, ние земавме коалиционен партнер и сакавме. Влеговме со идеја како млади луѓе, како луѓе честни, интересни на граѓаните, да направиме, да оставиме за нашите деца да утре имаат некој бенефит. Во самиот момент препознав дека таа идеја може да биде и успешна. Влеговме во една кампања каде што ветувавме на граѓаните дека ќе имаат попристојно место на живење. Во еден момент од неполна година почнавме да гледаме од страна на Димитриевски дека човекот е таргет и сите му сметаа, само он беше најдобар. Сите идеи кои што беа давани од наша страна не беа прифатени. Имаше делу програма каде што
немавме можност она што го ветивме на граѓаните да биде ставено. Ако ветивме дека ќе ја направиме улица Никола Тесла, требаше да биде ставено. Така. Не ја ставивме со аргументи нема пари, не за тоа, не за ова. Знаете, има у политиката нешто што сте го направиле и што може и еден ден ќе се покаете. Например? Например, јас не можам да си опростам на себе, тоа беше на негова иницијатива, не собрана една воредна седница да го гласаме деталниот урбанистички план за 1 мај. Не убедуваше дека со тоа ќе се обезбедат средства, со тоа ќе може да направиме во Куманово чудо, дека ќе прибереме многу пари. Дали во идејата или во верување дека можеби тоа беше прв пат или она како советник каде што немате доволно искуство да прочитате, да видите која е целта и која беше идејата, тоа е мое едно покаяние кое што лично сакам да ги се извинам, не сакам да бегам. Ќе го правите ли тоа во кампања сега кога ќе одите помеѓу граѓаните? Да, ќе го правам, видов да ви простат за некои ваши грешки. Така е. Пошто имаме големо искуство и историја на извинување некои наши политичари кога се извинувам на граѓаните на Македонија заради таа и таа одлука, заради поддршката кон таа и тој политичар. Прав Не е ова политичар сефте. својата грешка треба да ја плати. Так. Својата грешка кој направил треба да се извини. Нашиот лидер се извини за грешката 2006-та, ние бевме доминантна политичка партија, знаме мало дете за нас кога ние се формиравме како нова социјалдемократска. Замислете сега еден Максим Димитриевски сака да се спореди со Тито Петковски. Мислам, тоа е недозволиво, неприфатливо. Неприфатливо за човек споредба на Тито Петковски и Максим Димитриевски е нула. Тој не може да се спореди со Горан Мисовски, актуелниот председател на нова социјалдемократска партија. Тоа е небо и земја, како да ви кажа. Видете, во добро многу неколку наврати вие кажавте и покажавте сега дека ние имаме дебата на Совет. Па јас со господинот Димитриевски дебатирав на многу теми во град Куманово. Јас го повикував на неколку дебати. Еве јас мислите ли дека сега ќе прифати во ова изборна кампања? Види, во ова изборна кампања Димитриевски нема да прифати со Благојче Јакимовиќ како член на Совет или кандидат за советник. Но јас сум убеден дека господинот Димитриевски ќе бега од дебати на овие локални избори. Мислите дека ќе бега и од Мартин Косовски и Горан Стојковски Диро и Мирослав Петковиќ? Од сите ќе кандидати ќе бега? бега. Видете, ќе глуми една политичка фигура дека тој е политичка партија, знам, председател на едно здружение за нивна Македонија и дека нема да му бидат тие на ниво. Тој ќе изиграва дека ќе треба да се сретне со Филипче на дебата, со Горан Мисовски, со Христијан Мицковски, со Али Ахмети, со тие такви, бидејќи тој се замислува дека е политичар од таков ков. На овие избори, почитуван Маријан, ние бираме кандидат за градоначалник. И не треба да бега Така, од што ќе дебат. решава локални проблеми, а не висока државна политика и Така е. окей. Види, за Максим Димитриевски мора нешто да ви кажам вака. Значи, јас сум во позиција сега да ви поставам прашање како што би ви го поставил секој обичен граѓанин, дури некој од поддржувачите на Максим Димитриевски, за поинтересна дебата. Една работа ми е многу интересантна. Тој се, by the way, се извини и за мојата улица. Моша Пијаде ја направи карабол тука, па се извини. Значи, не му е прв пат на него да се извини за некои негови грешки. Меѓутоа, Максим Димитриевски и покрај сите работи кои ја следат неговата кариера, според истражувањата моментално, се уште има и анкетите има највисок рейтинг. Сакам да ве додадам, дозволете само да ви кажам кое ми е прашањето. Што е проблем? Дали е проблем во против кандидатите или до нас граѓаните? Пошто моите информации кажуваат дека и покрај сите афери кои го пратат неговото име, се уште има повисок рейтинг и од Мартин Косовски и од Горан Стојковски Диро. Дали е тоа до него, до неговите против кандидати или до нас граѓаните кои се уште не можеме да ги препознаеме сите работи што се случуваат околу нас или мене не ме интересира политика. Видете, Повели. не би се сложил со вас дека тој се уште е толку силен на анкети во Куманово. Кажав дека е силен, кажав дека се уште има повисок рейтинг. Во последниот период Максим Димитриевски
беше фаворит на анкети. Мислам Добро. дека сега новите анкети кога ќе влезе во кампањата и она што викам дека ќе бега од локалното соочување, ќе глуми дека е лидер на политичка опција, мислам дека Максим Димитриевски ќе изгуби на овие избори. Тоа ќе го докажам со аргументи и со факти. Максим Димитриевски имаше во преднос анкети на прошлите локални избори од 3:1 до 4:1. Максим Димитриевски уживаше 68% доверба од граѓаните дека работи исправно. Максим Димитриевски на последната анкета има 72 негативни коментари за неговата работа. Не може тој да раскопува, да прави, така. да ги изманипулира овој пат Кумановчев. Ако се сеќавате на гостувањето на Канал 77 во емисијата Стадион, поранешниот градоначелник Зоран Дамјановски Циц кажа дека тој има некаде преку 50% негативен рейтинг. Тогаш беше 50 и нешто. Тој интервју беше пред колку? Пред 2-3 недели. Мислам Дали ви дека и имате повеќе. информација дека сега Последните тоа... анкети Да. кажува дека Максим Димитриевски не е во предност према двата кандидати. Нашиот кандидат, почитуваниот Мартин Костовски, мислам дека во текот на кампањата ќе биде и во предност и на самите анкети пред Максим Димитриевски. Видете, Маријан, кумановци и кумановчани и кумановчанки викаат доста беше. Еднаш си не преварил, два пати си не пренел. Третиот пат ако не превариш, не е до тебе, до нас е. Мислам дека кумановчани се освестени, кумановчани го чекаат 19 октомври, кумановчани на 19 октомври ќе му зададат таков шамар што Максим Димитриевски нема да знае дали е на Ленинова 32 или на викендица у Драгоманци. Океј, доста храбро. Јас да ви кажам искрено, имам тука еден лист, ама со тоа мислев да го завршам овој наш подкаст, али тоа ќе го оставиме за крај да ми кажете ваша прогноза со бројки, што како, али ајде да видиме сега за некои други детали од нашето живење. Што го сметате како најголем пропуст во владењето на ова општинска гарнитура? Значи, не, уште во првиот мандат ја направи она катна гаража, уствари она платформа, од таму почна, па сега преку малиот плоштад, па аферата со Lidl, па аферата со спортската сала, дополнете ако нешто заборави. Што мислите дека според него е главниот проблем за неговиот, што велите вие, пад на рейтинг? Почитувам, Маријан, вие само ова што го кажавте, ја повеќе не треба да зборам. Како вие, Тоа како беше, иску- мислам дека беше како искусен новинар. наекспонирано. Како искусен новинар многу добро знаете, а јас сакам да потенцирам за кумановчани. Нема со што да се пофали. Во некои мои дискусии на совет кажав, доста е веќе. Нема. Знаете, една афера, втора афера, трета афера. Ајде да идеме со ред, да ја погледнеме, Ајде, погледнете. да ја погледнеме развојната програма на град Куманово. Има еден проблем. Една улица која што имаме започнато. Еден тендер кој што има распишан Максим Димитриевски нема завршено во целост. Тој самиот рече дека јас сакам да градам политичка кариера на мал плоштад. Не гради Благој Чекимовиќ политичка кариера на мал плоштад. Самите документи, самите факти, самите бројки кажуваат дека она ругло што му се случува на малиот плоштад, што му го уништува името на Јосип Броз Тито, е срамно и недозволиво да биде вакво како што е Сеќавам сега. на вашиот настап на Советот, кога бевте онака доста самоуверени, кога рековте, коригирате ме ако грешам, ќе одговарате за ова. Овдека има тежок криминал. Дали тоа зборувате за малиот плоштад или беше за нешто друго? За малиот плоштад. За малиот плоштад. За анексите на договорот. Така ли беше? Да. Така е. Значи се сложувам со вас. Тоа што го кажав на Онака Советот. бевте доста самоуверени. Јас сум Ова самоуверен. луѓе е криминал. Така ли беше? Така е. Дали Значи, ја дали сакате дали сте сигурни во тоа? Повелете, повторете да Јас сакам да видиме кажам што е. една работа. Да. Дента кога доаѓаше почитуваниот премиер Христијан Мицковски. Да. Јас го поставив свој пост, Маријан, на мојот Facebook профил, на мојата страница и го повикав премиерот. Дали ова што ќе го види денеска у Куманово треба да биде така? Кога завршија моите зборови, ставив една пасворд
каде што се гледаше за исто такво дело, каде што имаме ние прекинна тендерска постапка, незавршени работи, беше поднесена кривична пријава на директорот на Стрежево. За иста постапка, зборувам, малиот плоштад, постои основно сомнение за сторено кривично дело. Благоевич Јакимовиќ зборувал таму, зборувал овдека и ќе зборува јавно. Нема од ништо страх за таа работа. Органите на прогонот и овдека ги повикувам, нека се позанимаваат, ги имаат документите. Благоевич нити ги добил од свиркач, нити ги добил од некој друг, ги отворил од сајтот за јавни набавки. Благоевич Јакимовиќ, кои се јавно достапни документи. Благоевич Јакимовиќ учествувал во многу тендерски постапки. Го знае законот за јавни набавки и ги знае сите процедури. Во ниту една процедура, каде што имаме ние изградба, кусоци и вишоци не се вршат во средина на тендер. По завршување на градежни работи, тогаш се прави анекс на кусоци и вишоци. Ако сте вие предвиделе 300 метри црево, не може усред постапка да правите измена, анекс на договор и да набавувате 3000 метри црево. Ако велиме дека проектот ви е донација, зошто не сте се преиспитали, зошто не сте го направили? Зошто сте дозволиле да распишете таков тендер? На самата седница Димитриевски ми призна дека не гледа што потпишува. На самата седница Димитриевски... Во кој смисол велите не гледа што потпишува? Па демек во смисла пред него се потпишале 3-4 луѓе, односно не чита што потпишува. За него било доволно тие 3-4 што ќе потпишат. Оверил, направил, контролирал и он само ставал потпис. Па тој не ја повлече банкарската гаранција. Така. Значи имаше Куманово да не води судска постапка, а сам се фали дека повел судска постапка за базен од претходно и уште се води судска постапка 9 години веќе. Така. Како ние ќе чекаме? Ајде да видиме сега нешто друго што е сега актуелно. Ја гледам ова кампања на нашите кандидати и политичките партии и можам сакам да ви пренесам нешто што се коментира во чаршијата. Конкретно ние вашиот кандидат што ги прави Мартин Косовски, тие 3D анимации, па зграда ваму, зграда таму, училиште ваму, училиште таму. Имаме еден многу голем проблем. Знаете тоа сите добро дека луѓето се оцелуваат овде секојдневно. Имаме пад на број на ученици, еве сега во септември бројките, на 1 септември бројките беа катастрофални. Ние имаме Букареџ скоро празна. Да не ги зборувам и овие Торизор до 11 октомври. Дури една Кочо Рацин имаше на сега на 1 септември. И ние, место да искористиме, поентата ми е, луѓето го тоа да живеат, да не кажам навредливо. Меѓутоа велат, што ги е на ниве? Што ни прават такви приказни, ќе правиме, ваму ќе правиме? Да бе се очувајте го ова што го имаме и да направите услови на живот. Нас не ни треба нова градинка, не мислам на градинка. Ние имаме празни училишта, имаме пионерскиот дом кој никако не може да се реши од некакви проблеми, фамозна надлежност нели државно, општинско вамо таму. Прашањето ми е дај да почнеме некако со реална политика, да видиме да каже, да излезе некој да каже според мене првите 3 најголеми проблеми во Куманово се тоа и тоа. Јас ќе направам се ако ја добивам довербата од граѓаните, во мојот прв мандат да ги решам тие 3 или да створам основа, после мене Благојче ако дојде да каже јас продолжувам таму каде што застана мојот претходник, таа работа да завршим, па да се направат вистински катни гаражи, а не она платформа и поверете, мислам дека ја разбирате мојата поента. Сакам да кажам дека кампањата на политичарите повеќе дај да направам да биде онака ајде да не кажам секси. Ќе почнам од позади, па ќе ја вратам и до проектите на мојот кандидат. Видете, ние имавме во претходниот период и откако ги повикав на совет да не го испелјуваат кумановскиот народ, ако се сеќавате пред неколку дена пред големиот празник, овие од Сдруженијето Знам за нивно Куманово излегува да собираат проекти. Ги викате за нивно Куманово, да.
тие така сака да го представат. Да, добро. Како јас и ти да не живееме во Куманово. Така Добро. ли тоа е нивно, а видете имаше една добра сцена ако сте гледале во онаа серија каде што еден на биела глумац му вика и овој му вика мало и овој мој град. Да, се сеќам. Се сеќаме ако сте ја гледале таа серија, Јужни ветер и нема- овој вика знаеш Нема кој не е гледал таа серија, да. Таа серија и му викаше Малку и и ја мој град, кажувам да. дека ова е Океј. малку и мој град, дека Да, не е нивно да, Куманово да. и мислам дека на 19 стварно ќе видат дека не е нивно Куманово, него ќе го вратиме на Кумановчани онаму каде што припаѓа. Појдоа со една идеја да собираат проекти кои што граѓаните ќе ги нудат. Тоа е смешно, тоа е неприфатливо. Од човек кој Граѓаните што да нудат проекти, да нудат што- проекти да. каде што човекот после 8 години градоначалник и 8 години претходно советник кој што уште не го познава законот за локална самоуправа и не го има прочитано статутот на општина Куманово, место да има континуитет, собира проекти. За мене е неприфатливо. За да вчера кога ја поднесува и листа, вика ние имаме континуитет, Куманово заслужува континуитет, Куманово треба да се гради, Куманово треба да се развива. Доста го развивавте, господине Димитриевски. Најдобро развивање за Куманово ќе биде на 19-ти, каде што граѓаните ќе ви кажат Ако бидне кај ви. поразен така. Мислам дека ќе биде поразен. Видите, јас постана работа што сакам ова вечер да направам е да бидам адвокат на Максим Димитриевски, го нешто бранам. Меѓутоа, има една работа што не ми се допаѓа, што е мој терен. Значи, Максим Димитриевски за една работа мора да му се признае, тој е во кампања 365 дена во година. Тој е во постојана кампања. Кој го советува, како го советува, тој таа работа си ја турка добро. Неговите политички опоненти ги нема никаде. Ги нема никаде. Знаете многу добро дека најприсутни во кумановската јавност беше кумановската фејсбук страната Кумановска горила или лицето ДХ заедно со неговиот другар ДГ кои не се во кампања. Политичките противници на Максим Димитриевски ги немаше никаде до вчера, што се вика. Сега почна нешто се растрча, сега нешто ќе убедува. Јас затоа ви го тоа кажам, дека Максим Димитриевски има рейтинг кој не можам да кажам дека е аутсайдер во однос на неговите политички противници. Затоа што ми се чини дека кумановската опозиција се што прави погрешно. Се прави погрешно. Едноставно оставија вие бевте многу активни во совет, морам да го спомнам Александар Јовановски беше многу активен во советот на општина Куманово, беше многу активен Милан Доновски. Тоа е се. Јас што повремено не сакам за мене да зборам, меѓутоа критички текстови на порталот Плоштад и Кумановска горила. Дали е тоа доволно? Секако дека не е. Граѓаните се уште немаат представа што се овде е случува. Едноставно луѓето се во тој филм. Па сега уште летни одмори, пајде ќе гледаме фудбал, па ќе гледаме кошарка, па ќе одиме вамо, па ќе одиме. Извинете, ќе ве прекинам, Повели. не сте во право. Ајде Бојрон повели. Граѓаните памтат, Да. граѓаните гледат, граѓаните пратат. Ако мислите вие дека Максим Димитриевски е у кампања со тие рилчики што ги снима за наместени по 40-50 метри бекатон плочки или дека нешто работи, сте во несознание или во непознавање на вредностите на кумановчани и кумановчанки. Кажете еден булевар да има изградено Максим Димитриевски во 8 години. Не изграден, реновиран, или како го викаме ние стручно во советот летно одржување. Еден тротоар нема направено на еден булевар. Максим Димитриевски со пари кои располага во општината, со буџет од 8 милиони евра капитални расходи. Знаете колку му е реализација во првите 6 месеци? Колку? 21%. Смешно. Но господин Јакимовиќ, јас себе вас Затоа само не сте му вие адвокат, не ме сваќате погрешно. Не велам дека вие го браните Максим Димитриевски или па сте негов бранител или алудирате со тоа дека има највисок рейтинг. Грешка сте, во заблуда сте, верувате Петрушевски. Граѓаните ќе му покажат на 19. Јас сум убеден у нешто што го говорам. Граѓаните препознаваат дека во да го преформулирам прашањето, пошто очигледно не ме разбравте. Значи,
Јас ви кажав во вове дека ја го префрлувам разговорот на мој терен, медиуми, новинари, кампања и така натаму. Мислам дека со подобра кампања целиот период уназад состојбите во Куманово ќе беа многу подобри за граѓаните, да многу подобро знаат што се случува, што е ветено, што не е реализирано, што е кажано, се прави дека не е кажано и така натаму. Само тројца луѓе, пак ќе повторам, Благоче Акимовиќ, Александар Јовановски Компо, Милјан Доновски, Кумановска горила и Плоштад, за Плоштад не сакам да зборувам, водат кампања и на граѓаните ги, јас за мојата улога, јас не сакам да изигравам совест на граѓаните на Куманово, меѓутоа луѓе, дај да видим, имаме тука проблем што треба да го решаваме. Коментарите се, абе што не си гледаш твој работа. И сега дојдовме во позиција да се ова што го вие зборувате како негативно за начинот на кој Димитриевски го водеше Куманово, мислам дека можеби нема да имате доволно време да влезете во секој дом и да ги убедите граѓаните. И затоа мене чудно, мене ме чуди што Максим Димитриевски според последните анкети се уште има повисок рейтинг и од Горан Стојковски Диро и од Мартин Костовски. Видете, Марија, не можете да ми кажете дека тие бројки не се точни. Значи, дали е точно дека се уште има повисок рейтинг? Точно е дека има се. Тоа ми е збор. И прашањето ми е дали е до него, дали е до против кандидати или е до сите нас? Не. Можеби и до мене, бидејќи јас како медиум не сум доволно. Еве ќе ви кажам, јас не ги кријам анкетите. Да. Видете, поза Максим Димитриевски во овој момент стојат 3 политички партии. Тоа е Знам, тоа е ВМРО ДПМН и тоа е Вреди. И нормално е дека Максим Димитриевски треба да има поголем рейтинг. Но дали ќе победи? Сум убеден дека нема да победи. Луѓето кога ќе ги прашате, некои од страв вика дека ќе гласаат. Некои се вработени, сите од администрацијата сакале или не сакаат, признаваат дека мора да гласаат за него. Не дека ќе гласаат, ама ако ги прашате од анкети, ќе кажат дека гласаат за него. Тоа е фарсата која што ние сакаме да ја представиме политиката преку анкети. Можеби анкетите некогаш се во право, кога е во ред за политичките противници, за парламентарните избори, па кога народот е спремен да го казни оној кој што е досега на власт, па да му даде шанса на овој новиот кој што е на власт. Ако се завратиме, факт е дека политичките анкети кои што беа пред година дена се исполнија во целост. Но факт и сега дека политичкиот лидер на ВМРО ДПМН е паднат на анкети. Тие ќе изгубат нови избори 120 до 130 000 гласа. Тоа го кажуваат и овие анкети. Анкети кажуваат во последно време дека Максим Димитриевски во последните година дена губи од 10 до 18%. Тоа е факт дека противниците се доближуваат до него. Факт е дека на последната анкета двата опозиционери, Мартин Костовски и Горан Стојковски Диро, имаат поголем рейтинг од Максим Димитриевски. Тоа кажува дека во вториот круг Максим Димитриевски ќе изгуби. Тоа што Максим Димитриевски сака да се представи со рейтинг кој што го има и дека ќе победи во прв круг. Добро, тоа јасно дека не може да победи во прв круг, меѓутоа кажавте меѓу редови дека очекувате ова да се реши во втор круг. Кого очекувате? Мартин Костовски, Горан Стојковски? Видете како што сакате да представите и да кажете по анкети, нови анкети, Максим Димитриевски му бега на Мартин Костовски 7%. 7%. Да. 7%. На претходната анкета, еве ќе ви кажам, пред 2 месеци му бегаше 14%. Сега е на 7%. Растат и Горан Стојковски и Максим и Мартин Костовски. Во втор круг, ако некои нешта се исполнат, кои што веруваме дека можат да станат и реалност, можеби Максим Димитриевски да не помине. Па вие верувате ли дека овие луѓе кои што си ја сакат Македонија, што си ја сакат Куманово, што го сакат, овие што се од ВМРО ДПМН дека ќе го гласаат Максим Димитриевски? Па ако веруваат у тие 4 свети букви, како што вика еден нив, па тој крвареше против нив, па тој до вчера ја вреѓаше интелигенција дека шајка немаат заковано у Куманово. А сега демек му помогнале, му дале пари да направи индустријска зона. Замисли сега, вие ќе потрошиме 3,5 милиони евра, граѓански пари во речице Новини, и утре Маријан ќе треба да отвори фабрика за преработка на месо и ќе треба да направи бушотина.
Така. И јас сум убеден дека од ХЕС нема да му дозволат со бушотина да преработува прехранбени работи. Зошто не направија прво да однесат таму и вода и да направат атмосферска и фекална канализација? Ке фрлиме 3,5 милиона у нешто што нема да се види ни за кумановчани, ни за кумановчанки. А се соочуваме со сообраќајен хаос. Па со тие 3,5 милиона можеше да направиме една подземна артерија, можеше да направиме една подземна гаража под овој плоштад за кој потрошија грдни пари, а не сакам да кажам како изгледа, како личи моментално сега малиот плоштад. Ако не внимавате, ќе се утепате. Па тука поминувам 100 пати на ден и гледам дека е На што ви личеве искрено кажете да не биде дека јас сега барам од вас да дадете зборови дека го напаѓаме Максим Димитриевски заедно. Јас кажав дека сум адвокат на Максим Димитриевски, значи тоа е емисијата е без пардон, Мартин, можете слободно да кажете. Фушерај не виден, меѓутоа јас пак ќе ви кажам, јас ве критикувам вас затоа што цела година, не велам вие лично како Благојче Јакимовиќ, туку целата кумановска опозиција цела година ги немаше никаде. Како од она песна на Харис Џиновиќ, рано е за тугу, за среќо касно. Значи, или е многу рано, или е многу касно, или не е момент, или сачека ова, сачека она, чекаат некои внатре партиски расчистувања, да излезат јавно. 100 пати су кажа на луѓе, Бујрум повели, напиши колумна, ќе ти дадам простор, ќе те читаат луѓе, кажи што е добро, што е. Цело време не оставија имињата кои ви ги најбрав, да не се повторувам по 100 пати како папагал, и дозволите сите грешки што ги имаше направено Максим Димитриевски овие 4 години, да не биде доволно експлоатирани во јавноста и граѓаните да не видат што и како и каде греши. И сега оставени сме во предизборие за едно месец дена да видиме, и зато јас сум повеќе изненаден од тие бројки него што искрено јас мислам дека просто кратко и јасно кажано референдумски со дали со не. Дали Максим Димитриевски заслужува уште еден мандат? Не. Меѓутоа јас ве вас прашувам, каде погрешува кумановската опозиција, он се уште има. Па сега почнува кампања, може се деси тој рейтинг негов и да почне да расне. Како расне, како тоа е променлива работа во политиката. Повели? Видете, Маријан. Ајде. Нити Благојче без пардон во емисијата ќе каже дека сте вие адвокат или поддржувач на било која политичка еминентна сила во Куманово, нити па сака да брани, туку сака да биде реален. Сака да ги реален, рековте, не реален. Добро. Видете, у политиката или ќе бидете успешен, или ќе бидете неуспешен. Кога ќе направите грешка, фер е да се извините, како што го кажав јас ова, да, во првиот мандат сум поддржувал, сум правил, сум давал и сум размислувал и сум бил критичен и спрема него. Јас му кажам, почитувам Димитриевски, не го лажете кумановскиот народ. Ветивте дека ќе направите цевковод Липково Куманово. Свесни ли сте колку пари кошта тоа? Да. Јас сум убеден дека Република Македонија тоа не може да го направи и влада да не даде пари. Тоа се огромна сума на средства. Тоа е во контекст на оние... Не може тоа, или во контекст на оние гаражи, или сега. Види, реално на Куманово, што го објавува почитуваниот Мартин Костовски, дека му треба градска куќа. Тоа е остварливо. Тоа у буџетот средствата кои што ги има, може да се направи и треба да се направи. По општина Куманово сега ви е поделена на 5 места. Не знаеш у која општина да отидеш. Имаш општина у Централна банка, имаш кај стадион доле, имаш кај стара општина, главна општина. Па Куманово заслужува да има убава градска куќа. Ако го ветил тоа Костовски, јас сум убеден дека ќе го направи. И има средства. Не е тоа да кажеш 3D проект или сега ја го бранам Костовски или на за Чоробенско ќоше. Така е. Зошто да не? Да, ма тука нема регулирано имотно-правни односи со приватни лица. Видете, експроприација се прави. Така. Не може ние да викаме сега. Беше момент кога општина Куманово немаше пари. Така. Претходната власт, не да ме сватите погрешно дека бранам некој или навиам не. Ја раздолжи општина Куманово, му даде 1.800.000 евра. Така. Му ги раздолжи сите јавни предпријатија на почитуваниот Димитриевски. Општина, претходната власт му ги раздолжи јавното предпријатие Куманово паркинг беше заглавено во долгови. Му ги раздолжи до денар. Так. Сега неговите јавни предпријатија се преку 1,5 милиона евра во долгови.
Во долгови, последниот извештај кој што ги гласавме финансовите се €1.000.000. И А што е тоа што познато најтрагично, дека што е сите најтрагично, јавни предпријатија зголемуваат се обврска дават во- спрема доверители. Да, така. Тоа кога го платите со 31.12 покажува дека се повеќе од €1.500.000 во загуба. И сега тој не е крив, а е главен менаџер. И ќе излезе на телевизија и ќе вика општина Куманово има €5.000.000 сметка на општината. Пријатели, Ајде, на Куманово Така. му треба менаџер кој тие 5 милиони ќе ги плати Маријан Данов, ќе плати Благојче Данов, ќе му бидат вратени. Добро кажавте, и прошлиот пат тој ги излажа граѓаните. Кажав, еднаш можеш да ги излажеш. 2 пати, ама трет пат, тешко. Верувајте ми дека овој пат нема да бидат излажани кумановчани и мислам дека ќе излезат. Ова ќе бидат референдумски избори. Верувајте, ви тврдам со гаранција. Тоа што вика дека нема да има излезност, јас сум убеден дека ќе има излезност. ајде да финишираме. Мислам дека до сега беше интересно, али да видиме сега со ова што јас онака со своја рака напишав. Ваша процена за локалните избори. Овде кај ќе додадам, значи Мартин Костовски градоначелник, така? Така е. Албанските партии според вас колку гласови ќе освојат? Колку советнички места? ќе Мислам, албанските партии, видете, во Куманово фонд на албански гласови од 9 до 12.000. Се зависи колку се присутни во Куманово Така. и колку ќе излезат на гласање. Овој пат мислам дека албанците ќе имаат 7 советника. Тоа е Седум. моje видување. Добро. И можам слободно да кажам за мене дека Дуј е фаворит на овие избори во албанскиот дел. Добро. Левица? Еден советник. Еден. Диро и неговите независна листа? Па мислам, видете, реално ќе бидам реален. Мислам дека неговата листа во моментот е на 2, се бори за третиот советник. Тоа е моje видување, мислам дека ќе има 3 советника. 3. Добро. Знам. Знам во моментот е на 3 советника и сум убеден дека не може да фатат повеќе. 3. Братска листа ДПСМ? Видете, тука сакам да кажам и да потенцирам дека братска листа и моje видување дека во моментот се 1,5, али еве, пошто гледам на вашата страница площад, да не ме сватите погрешно, дека некого фаворизирате и објаснува без пардон. и Видите, објавувате. јас не ги фаворизирам. Еве, ја викам 2 советника ДПС, ама нема да Добро. има повеќе од 2, тоа е Добро, реалност, 2. ама сакам да кажам дека Добро. сака да биде представено нешто у Куманово ако си ДПСМ само дека они се Срби и дека они се за српство. Ние имаме исто на наша листа доста голем број Срби исто, кои што и во тој дел каде што има српско население ќе земеме доста гласови. Останува само уште двете најголеми партии. Па мислам дека тука ако дојдеме 8 и 2, 10, 16, бидејќи сега советничката листа не е 33 советника согласно 30, законот 37, за да. попис, Куманово е помала општина. Тоа е благодарение како што сакате вие да представите, а не сте адвокат на господинот Димитриевски, доколку работел, ќе сме имале 120.000 луѓе присутни на попис и немаме да имаме повеќе нерезидентни жители. Ќе биле во Куманово, ако било убаво, па ќе сме имале 33 советника. Ама за жал, од што 30. направил многу за Куманово, луѓето си замина. Так. Многу добро кажавте во вашата најава, почитуван Маријан. На што мислите, на? Дека ни се селат луѓето. Така. Не се селат луѓето зашто немаат работа. Знаете колку има потреба од работна сила во Така, Куманово. јасно е Не тоа, се да. селат луѓето. Повеќе луѓето не бараат да бидат вработени во администрација. Ви тврдам со гаранција. Погледнете ги конкурси, никој не ги се јавува. Дали мислите вие дека едно младо момче кое што сега ќе заврши факултет во нашата држава, ќе се вработи како помлад соработник за 29.000 денари? Толку е. Јас Платата. во тој И контекст. затоа младите ни се селат. Мора да направиме. Мора да направиме и да дадете простор малку покрај, да, локални политики, но да ја видиме малку и централната политика. Па ние немаме зголемување. Па нас ни беше представувано дека сме некоја четврта економија у свет. Тоа се Ќе приказки за... разговараме, во без пардон ќе разговараме. Еве јас ќе ве повикам после изборите, повторно ќе бидете прв гост, после 1 ноември, а темата во добро предизборен мов, после втори ќе ве викам на прво интервју во ноември. Така е. Прво ќе земам еден мал одмор, ви ветувам дека ќе бидете прв гостин, а тема ќе биде работа
Не резултатот. Резултатот ќе ги знае луѓе, него работата на централната власт. Да, се сложил. Видете, покрај тоа што сум ја локален лидер на Нова социјалдемократска партија, сум член и на извршниот одбор на Нова социјалдемократска партија и важам за еден од повисоките личности во НСДП, каде што јас давам свој допринос. Мене ме интересира и државната политика, каде што не сакам да ги вадам зборовите на почитуваниот Димитриевски дека Македонија му должи на Куманов. Не, ако погледнеме бројките, мене таа фраза мислам како да ти кажам, колку пари му има истурено државата на Димитриевски во овие 8 години без разлика, ја прифаќам и гласав за проектите. Виде, се разликуваме ние. На кого мислите вие како Благојче или како НСДП? Јас како Благојче Јакимовиќ и Нова социјалдемократска партија. Дури во неколку наврати ги убедив моите колеги од Социјалдемократскиот сојуз во претходните години додека бев советник. Односно, уште сум советник. Да гласаме. Видете, ние не правевме како ВМРО. Сега ќе влезете пак во советот, мислам, вие се надевам, колку што знам сте не сте на граница како оние што сте таму. Малку подаль од вас, али добро. Така, видете, сакам да кажам на овие избори СДСМ и коалицијата ќе направи добар резултат. Еве за тука дојдовме. Колку советника се да ќе го кажам тоа, само сакам да кажам уште еден муабет за да не ме влечете она за друго што сакам да говорам и што ќе го говориме после избори. Ајде, повелете. Почитувани колеги од ВМРО, претходниот состав кога го ние поддржувавме Димитриевски, кога ќе немаше кворум у сала, ја напуштаа салата. Ние еднаш не ја напуштивме. Ние гласавме за проекти. Тука е разликата. Без разлика јас што го критикувам Димитриевски. Ја не го критикувам и не го навредувам. Некој од колеги го и навредува. И никогаш нема да кажам за некој лош збор дека е криминалец или било во ниту еден момент нема да си дозволам. Вокабулар јас не поддржувам. Значи ја тоа не го поддржувам и не сакам да го навредам. Нити па да му навредам негово семејство. Апсолутно. Тоа посебно. Апсолутно. Може да се бориме политички. Ние сме во моментот опозиција. Ја под опозиција подразбирам дека треба да биде коректор на власта. Тој велеше дека е коректор и дека ќе биде коректор. Ама, знаеш како викаш во она Жикина династија изгледа е колектор. Сакам да најавам и да кажам. Добро. За сите добри проекти и претходно, а ги повикувам во иднина бидејќи ние после 19 октомври ќе бидеме власт и ќе бидеме победници нови избори, да го прават они исто како ние. За сите добри проекти кои што беа за граѓаните. Голем оптимизам, Јакимовиќ, браво. За сите проекти кои што беа за граѓаните, Благојче Јакимовиќ и целата советничка група на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз гласаше за. Благојче Јакимовиќ му има гласано на Максим Димитриевски 3 буџети, 3 развојни програми. Дали вие нема да гласате ако имате у развојна програма 600 милиони капитални расходи? Знаете ако ги потрошеше Димитриевски како што треба, како што беше пишано и да ги направеше тоа што го ветуваше се, дека Куманово стварно ќе се препородеше, стварно ќе имаше континуитет. Ама ти 21 изборна година има 40% реализација капитални расходи. 22 36, 23 32, 24 32 и сега до 6 месец има 21. И сум убеден дека нема да стигне и покрај тоа што му е распишан само тендерот за бекатон плочки. Мисли дека со бекатон плочки ќе направи нешто и ќе допринесе да земе некој глас повеќе. Куманово мириса на чат. Куманово има загаден воздух. Куманово мириса на прашин. Куманово е исушен. Куманово не е раззеленето. Ни дадоа дрвца донација од Германија. Дозволете, морам околу загадениот воздух да ви кажам нешто, бидејќи тоа е мој терен. Бидејќи јас ги работите ги наблюдувам од страна. Вие сте дел од политичка партија, ние медиумите ве сме од страна. Кога имаше митинг, протест организиран во центарот на Куманово против да се преземат мерки против загадувањето на воздухот, знаеш колку луѓе излега? 12 само. Организатори беа
Милош Таменковиќ и Ивана Аткинс и се собра 10 луѓе и се активира партиски ботови, дека е тоа организирано од еден штаб, ови се запнаа од друго, дека ние господин Јакимовиќ, имаме еден голем проблем, затоа јас настапувам така. Ние сме хируршки прецизно оперирани од чувство за заеднички интерес. Овој проблем што го вие спомнавте сега на крај. Загадениот воздух го дишеме сите. Еве ве Не, прашувам, не, не. бидејќи Повед. сами кажавте дека сте за таа тема, Да, дали имате еден парк изградено во претходните 8 години? нема. Дали имате едно зелено парче направено како што треба? Маријан, ваши пари, мои пари, 42 милиони денари кумановчани делат за јавно предпријатие чистота и зеленило. Ние имаме исушен кеј, ние имаме исушен парк, ние имаме хаос, едно дрво, сите 3000 дрва се исушени. Так, Сакате да ме... мислам, не знам колку имаме време во емисијата. Ако разговараме за локалните проблеми, па нас ке ни треба почитуван Маријан повеќе од 4 часа, само да разговараме во делот на ова што вие доминантно сте во право и го доминирате. Па еден кеј кој што го има изграден пред него, тој не може да го одржува. И вие викате ќе бараме трет мандат. И тој вели имал континуитет. Мислам, немам збор. Повелете. Ајде да завршиме со овие. Ако можам да видам со бројки, јас на овие избори. Бројки и на крај Кажувам една работа. би ве замолил на крај една порака до граѓаните на Кумано. Значи ги набројавме сите партии осим ВМРО, ДПМН и СДСМ, колку според вас советници од ова што остана до 37? Виде, овие советници како ќе ги кои- поделат според вас? Според мене во овој момент и по анкетите и по се не е како што сака некој да се представи дека ВМРО ДПМН е фаворит на овие избори. Добро. Ако се подсетиме и ако се вратиме наназад, Да. почитуван Маријан па ВМРО е 4 години на власт во Куманово. Како сега ние може да кажеме дека во Куманово е крив Максим Димитриевски? Кој му ги гласаше проектите? Кој му ги гласаше оние фамозни одлуки? Има дуб, нема дуб. А тој ни го стави дуб да го гласаме прв месец од мандат, па потоа одлука да го суспендираме, па да го укинеме, да не зборам, да не се навраќам на назад и види во овој момент ама тоа ВМРО има тежина. Не можат на овие избори локални да пројдат на онаа стара слава која што ја имаат пред година дена од парламентарните избори. Локалната власт ја поделија со знам. Како што ги има знам пат на овие локални избори, така пат има и ВМРО ДПМН. И на овие избори ви тврдам, тоа е моје видување, тоа е моја политичка прогноза. Мислам, оваа констелација од она што може да го видиме бројките што ги имам дадено, на овие избори СДСМ ќе има 8 советника, а ВМРО 7 советника. Добро. Тоа е ваша процена за крај. Ваша порака до граѓаните на Куманово, пошто многу Види, брзо пред крај гледам, доста бев жеден, гледам многу убави овие чаши, не можам да прочитам, не ги носам на очарите, дали... Ова се Luxury Catering сервис. Еве јас ги поздравувам Дарко и Тони. Малку да ги изборираме луѓето, мислам дека е во ред и тие, Ако. да ги дадеме пажба малку и на нив. Порака Видете, до граѓаните на Куманово, Порака па да до завршуваме, да не граѓаните на Куманово. Мислам дека оваа камера ќе биде многу подобра, да се обратам и да кажам. Ми беше чест и задоволство, почитувани мои кумановчани и кумановчанки, да ја снимиме првата емисија во плоштад без пардон и сакам да ве повикам на 19 октомври да излезете масовно, да не се штедите, да дадете глас за граѓанската листа предводена од Томица Илиќ, кој што ќе биде иден председател на Совет на општина Куманово и кандидат за градоначалник Мартин Костовски. Јас сум убеден дека кумановчани и кумановчанки ќе стават крај на едно недомаќинско неработење, односно нема изговор и да кажеме крај на шибицарската политика. Не ме гледате што правам, слушајте ме што зборам. Благодарам. Господин Јакимовиќ, благодарам што прифативте да бидете прв гостин. Се надевам дека ќе имаме уште прилики да разговараме на сите теми, и локални, и од што се проблеми на државно ниво.
Почитувани пријатели на Плоштад, тоа беше се за ова прво издание на подкастот Без пардон. Се гледаме од ќе видиме за неколку дена, треба да видам кој ќе биде мој нареден гост. До вечер, да си ми жив и здрав. Ти благодарам и ми беше Кажи. честа да бидам твој гост. Ете кој.